Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес 29 ноември 2021 година, понеделник, веќе одиме према вторник. Некаде на 24 објави временска прогноза подолгорочно за доке 8 декември и од сето тоа што е објавено барем до сега до вторник е точно. Има доста врнежи, рекол дека ќе има врнежи во литража собрана до утре до вторник некаде помеѓу 60 и 70 литри, тоа и се случува. Веќе ке Лазарополе некаде е над 60 литри до овој момент, што значи дека во текот на утрешниот ден ќе бидат измерени и над 60 литри воден талок во западните делови од државава и на некои други места ќе биде помалку, меѓутоа на многу места ќе има врнежи од дожд и понатаму. Врнежи од снег во северозападните, западните, југозападните делови од државава, претежно на повисоките места, но и на некои пониски места ги гледам овие бели точки. Одиме сега поред. Значи овие бели точки постепено ќе се прошируваат во западните делови, потоа во Охридскиот регион, нешто околу Битолскиот, Крушевско, Македонски Брод, Прилепскиот регион. Значи снежната граница висинска на врнежи ќе се симне некаде и до 400-500 метри. Снежни врнежи се очекуваат во раните утрински часови. Гледаме дека веќе од дожд ќе преминуваат и во снежни врнежи во Скопскиот регион. Можно и во Скопската котлина во раните утрински часови да има ослаби врнежи од снег. Микс дожд снег е можно и во близина на Велешкиот регион, па и во Велешкиот регион, инаку во западните реони од Велешкиот регион, потоа некаде во реоните кај Бозалково, Чашка, Извор, Богомила можни се снежни врнежи. На пониските места тоа ќе бидат преодни, меѓутоа на некои места може да има и формирање на снежна покривка. Снежни врнежи се очекуваат и долж по Вардарието, меѓутоа послаби повеќе ќе бидат во реоните на Кожув, можда и јужно према Гевгелиско, но тоа ќе бидат само провејување. Не се очекува некои кои какви снежни врнежи на југоистокот од државата. Може се снежни врнежи и во источните региони помеѓу Струмичко и Радовишко, нешто Штипско према Кочанско, во раните утрински часови Беровскиот регион, Кривопаланечкиот регион. Значи гледаме дека ќе има доста снежни врнежи, кои што некаде ќе ја зголемат снежната покривка во западниот дел, она втора снежна покривка од денеска и ќе се зголеми некаде можеби и над 20 на 25 па и 30 сантиметри од снег. Значи вакво време се очекува во текот на ноќните часови до кај утрешните часови, предпладневни часови. Значи некаде околу попладневните часови врнежите ќе престанат. Ете тоа е што се однесува за врнежите од дожд и снег. Во текот на ноќните часови, само момент, температурите ќе бидат некаде помеѓу 7, 8, 9 степени. Ноќните температури значи ќе бидат помеѓу 7, 8, 9 степени на повисоките места, во поголемиот дел помеѓу -1, -2, -4 степени. Претежно во западните делови, Мавровскиот регион, Беровскиот регион, нешто на јужниот дел, па потоа Пелогонискиот регион, но и преку денот ќе има негативни температури в западниот Велешкиот регион према Солунска глава, претежно на повисоките места, Мавровскиот регион, Лазарополе. Значи во тие региони ќе има негативни температури и преку денот. Кривопаланочко, Беровско, Делчовско можно и преку денот да има негативни температури. Тоа е што се однесува за температурите. Што се однесува за брзината на ветерот? Ветерот од јужен веќе ќе го смени правецот на северен, ќе има умерен до засилен ветер, но долж по Вардарието има и на места доста по-засилен ветер. Брзината на ветерот би достигнувала некаде помеѓу 60, 70, па можеби и до 80 км на час. Околу Штипскиот регион, северно Штипскиот регион, Велешко, Скопско некаде околу 30 на 40 на до 50 км на час.
Некаде околу Гевгелискиот регион 70 км, 60 км на час би дувало северен ветер, меѓутоа тоа ќе биде на моменти, значи не постојано, туку на моменти. Просекот на брзината на ветерот би била некаде околу 20, 30 до 40 км на час. Ова е кратка прогноза, сепак подолго е видеото, но ова е кратка прогноза за наредниве 24 часа. Инако да кажам дека времето во текот на следните денови ќе има негативни температури, среда, четврток, ќе има постабилизирање на времето, ќе нема толку врнежи, повеќе ќе има сонце, меѓутоа ќе биде студено. Повторно врнежи се очекуваат кон крајот на неделата и следната недела. Исто така повторно врнежи од снег. Тоа и на временската прогноза од 28 го најави, некаде до 8, значи ќе имаме и повторно врнежи од снег. Метео, Велес.